Добра вечер во Дневникот на КТВ, петок, 9 мај 2025 година. Девети мај се одбележува како Ден на Европа и Ден на победата над фашизмот. По тој повод, честитка до сите граѓани од градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Овој ден не подсетува на вредностите на мирот, единството, солидарноста и заедништвото, врз кој е изградена современата Европа. Токму тие вредности се и наш патоказ, како општина, постојано се стремиме кон нив, преку развој на демократските процеси, унапредување на квалитетот на животот и активно вклучување во европските интегративни текови. Нека 9 мај биде подсетник дека иднината ја градиме заедно, во заедница што ги цени различностите и се стреми кон заеднички напредок. Истовремено, овој значаен ден е символ на достоинството, пожртвуваноста и слободарскиот дух на нашите сограѓани, кои низ историјата оставија неизбришлив белег во оформувањето на современо Кавадарци. Нашиот град даде огромен придонес. Се формираа повеќе борбени единици, како што се одредот Добри Даскалов, баталјонот Страшо Пинџур, 9-та, 10-та и 11-та бригада, како и првата македонска дивизија, формирана во селото Шешково. Во таа чест изразуваме длабока благодарност и почит кон сите што го вградија својот труд, знаење и живот за благосостојбата на нашата заедница. Нека овој ден биде поттик за заедничко делување и понатамошен развој, во духот на соработката, солидарноста и напредокот, стои во честитката од градоначалникот Митко Јанчев. Петта година поред, Кавадарци е дел од Генералка Викенд. Кавадаречките основци на дело покажаа како се селектираат одредени типови на отпад. Пета година поред од кога општина Кавадарци е вклучена во Генералка Викенд. Тоа е акција која се одвива во цела држава, кај се вклучуваат сите општини. Оваа година одлучивме оваа акција да спроведеме во основните училишта, каде што поставивме контейнери за пластика, хартија, лименки, како и за отпаден текстил. Се со цел како еден вид едукација да може децата да видат како правилно треба да се селектира отпадот. Овој отпад после од секоја школа ќе се подигне од страна хартијата, пластиката и лименките од страна на Пакомак, тоест со самосталниот постапувач Лексус, а отпадниот текстил од страна на Екотекс Скопје, со кој што општина Кавадарци има склучен договор за соработка. Исто така денеска акцијата се одвива и на други локации, како што е пешачката патека Моклиште, периферните делови од градот. Таму се вклучени волонтери од Евана, како и невладината Екоживот и невладината Креактив со младинскиот центар во Кавадарци. Голема благодарност до нашите ученици, што активно земаа учество во овој Генералка Викенд. Ние и во наставните предмети имаме корелација, човекот и природата и заштита на природата. Ова беше само практично да покажеме, ние тоа сето го знаеме, практично покажавме како се прави рециклирање и како се заштитува природата. Во нашите училишта имаме и екотим кој е задолжен за активности за заштита на природата и чистење на отпадот, селектирање на отпадот. Имаме различни контейнери за, како што кажа и представникот од општината, за текстил, за пластика, за хартија и со тоа учениците редовно вршат селектирање на отпадот. Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци во соработка со локалната самоуправа реализираат интензивни активности на терен. Се врши реконструкција на канализациона линија на улицата Милевачков во должина од 80 метри со коругирани цевки FI 250. Инвестицијата и изградбата е на ЈП Комуналец, а бехатонкотските ги обезбеди локалната самоуправа. По согледувањето на проблемот кој се појави со редовното водоснабдување во населба Брушани, се започна со градежни активности со пумпи за негово трајно решавање. Привремено е саниран проблемот со канализационата линија на неколку објекти од село Марена кон село Сопот, се додека не се пристапи кон целосно реконструирање на истата како дел од програмата на ЈП Комуналец за 2025 година, информираат од општина Кавадарци. Изминатите денови се чистеше дива депонија, а се работеше и на санација на полски патишта во селата Сопот и Марена, санација на пат до крстот во населба Глишик.
Активностите се дел од општинската програма за локални полски патишта, информираат од локалната самоуправа Кавадарци, а воедно најавуваат дека во следниот период ќе се продолжи со санација на полските патишта и во селата Брушани, Ресава, Бегниште и Дабниште. Се работи со механизација на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Цените постојано растат, власта нема решение, обвинија денеска од опозиционата СДСМ. Па гледаме навистина дека цените во маркетите се го достигнаа пикот, слободно можеме да кажеме, и дека подивеа цените во маркетите. Граѓаните тоа го чувствуваат секојдневно, чувствуваат дека животниот стандард дефинитивно им е загрозен. Дополнително на ова може да кажеме дека се потврди предупредувањата кои што ги даде СДСМ дека мерките кои што ги носеше владата се краткорочни, дека нема да дадат никаков резултат, а сега ги гледаме дека владата дефинитивно не прави ништо за да го подобри животниот стандард на граѓаните и секако за не секој ден кога се оди во маркетите да се гледа нова цена која што секој ден е се повисока и се повисока. Гледаме дека граѓаните живеат навистина тешко, гледаме дека тешко врзуваат крај со крај, од друга страна го имаме и одбивањето на власта да ги покачува платите, а од другата страна ги имаме и овие покачени цени. Дефинитивно овде се покажува неспособноста на владата да менаџира со кризата, да менаџира за цени кои што се зголемени дури за 60%, што не се случило дури во време на најголемата криза која што ја имала Македонија. И покажува дека нема волја за да го подобри животниот стандард на граѓаните. Оваа влада потврли кога станува збор за подобар живот за граѓаните, потврли, како што кажав и во оваа пресконференција, во безбедноста во државата и потврли во многу ветувања кои што ги дадоа пред изборите со кои што ја добија довербата, но граѓаните тоа го препознаваат и очекуваме дека доколку предходно власта ги прифатеше 7 закони и решенија кои што ги предложивме, дефинитивно досега граѓаните ќе почувствуваа дека можат да живеат полесно, дека нивниот животен стандард е подобар, затоа што тие закони предвидуваа намалување на цените на дури 250 производи, но власта дефинитивно не покажа слух, посебно кога станува збор за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Синоќ во 22 часот и 20 минути во Демир Капија полициски службеници од Овара Неготино го лишиле од слобода љм 38 години од Демир Капија, постапувајќи по претходна пријава од 43 годишната ИС од Демир Капија во присуство на социјален работник од Центар за социјални работи Неготино, дека во Демир Капија нападнал и се обидел да изврши облјуба врз 51 годишен од Демир Капија, лице со здравствени проблеми. љм бил задржан во полициска станица, затоа бил известен јавен обвинител и се превземаат мерки за целосно расчистување на настанот, информираат од СВР Велес. Лишени од слобода, лицето кое пукаше и 4 помагачи во врска со синоќешното убиство во Штип, информираат од МВР. Синоќа во 21 часот и 25 минути во СВР Штип е пријавено дека во угостителски објект на градскиот плоштад во Штип било пукано со пиштол кон ЕО од Република Турција, пошто сторителот побегнал со возилото. Повредениот бил пренесен во клиничка болница Штип, каде што во 22 часот и 10 минути починал. По превземени мерки и активности, при што бил употребен и дрон, во близина на наплатната рампа Миладиновци, полициски службеници од слобода ги лишиле КК од Република Турција, за кој постои сомнение дека е сторител на делото, како и АХ, ТМ, ОМ и АО, сите од Република Турција, поради сомнение дека му помогнале на КК да побегне од местото. Имено во 22 часот и 15 минути на наплатната рампа Миладиновци во заедничка акција на СВР Штип, СВР Скопје и сообраќајната полиција било запрено патничко возило БМВ со штипски регистарски ознаки, во кое биле АХ, ТМ, ОМ и АО, при што АХ се дал во бегство, а другите лица биле лишени од слобода. Набргу по превземени мерки, тој и сторителот КК биле пронајдени и лишени од слобода. Сите лица биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот, во координација со јавен обвинител, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави.
Убиствата станаа секојдневие, обвинувања од СДСМ, а воедно и побара одговорност од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Безбедноста на граѓаните е сериозно загрозена. Македонија гори од насилство, убиства по улиците, криминал и безредие. Вчерашното убиство во Штип дополнително ја вознемири јавноста. Дивење како на филм, за на крај да слушнеме за убиство на уште еден млад човек. Како е возможно млад турски државјанин да поседува пиштол? Чие е возилото со кое бегал и пукал дури на патарина? Кој го дозволил ова безредие или најточно кажано, кој ја дозволил ова анархија? Почитувани, општ хаос се случува по македонските улици. Нема ден, а да нема убиство. Тепачка, граѓаните стравуваат за својата безбедност. Не е сигурно ниту на улица, ниту во кафе-бар, па не е сигурно ниту дома. Вчерашното убиство во Штип, во кафе-бар, е само последно во низата убиства што се случија изминатава година и тоа се случи јавно пред сведоци. Ова е доказ дека министерот за внатрешни работи Тошковски ја губи контролата врз безбедноста во државата. Тошковски не само што нема капацитет да се справи со криминалот и да ја гарантира безбедноста на граѓаните, туку и дозволува негово слободно ширење на улиците, па дури во полициски станици. За 10 месеци Македонија се претвори буквално во див запад. Серија убиства се случија само во Скопје. Да подсетиме, убиство во Мавровка, убиство во Битпазар, Чаир, шуто-оризари. Разбојништвото и кражбите стана секојдневие. Криминалците се пресметуваат по улици, се фрлаат бомби во дворови на граѓани. Луѓето се плашат да излезат од дома, додека премиерот Мицкоски пак дели благодарници за наводна успешност на министерот Тошковски. Зашто? За неспособноста да се заштити единствен граѓанин во својата сопствена држава? Вака ли изгледа визијата на ДПМН за сигурна Македонија? Живееме во држава во која како на филм се фрлаат бомби по дворови, децата растат со звук на сирени и куршуми. Ова, почитувани, е реалноста, а не лажните пиар кампањи на ВМРО ДПМН и на Мицкоски за тоа колку добро се живее во нашата држава. Македонија е далеко од Скандинавија, како што сака да прикаже премиерот Мицкоски. Почитувани, Македонија се соочува со безбедносна криза. Министре Тошковски, уште колку убиства е потребно да се случат за да ви проработи совеста и да преземете одговорност? Почитувани граѓани, СДСМ бара целосно расветлување за убиството во Штип и одговорност за секој друг нерешен случај. Лицемерно е и смевање на народот во лице е СДС и Филипче да поднесуваат закон за кочани, велат од ВМРО ДПМН. Лицемерно и исмевање на народот во лице е СДС и Филипче да поднесуваат закон за кочани. Тоа е исто како да поднесеа за модуларната или за враќање на името. СДС и Филипче 7 години беа власт во Македонија. 7 години ја уништија државата до степен на непрепознатливост. СДС и Филипче се причина за разурнатиот систем. Поднесување на предлог закон за настраданите во кочани е исмевање на народот во очи. Што е следно? СДС и Филипче да поднесуваат закон за враќање на името? Закон за модуларната? Или закон за онкологија? Дали може би Филипче е на ум да поднесе закон за потекло на имотот на Зоран Заев? Или закон за поништување на законските измени на кривичниот закон со кои се спасија од прогон? Трагично и абсурдно е колку СДС и Филипче мислат дека народот не ги гледа нивните намери. Но исто така, приодот во СДС и тој на Филипче покажува дека таму ништо се нема сменето. Тоа е истата онаа партија која смени име, беше причина за Бесатранс, Ласкарци, модуларната, онкологија и десетици други трагедии и не чувствуваа никаква одговорност за истите. И СДС и Филипче се проблемот, а не решението. Во Општинското основно училиште Тошовеков Пепето Кавадарци одбележан денот за физичка активност. Ракометарите на ГРК Тикве Штемелковски, Манасков, Обина и Криво Капич одговараа на прашањата и се дружеа со најмладите ученици. По повод 10. мај, денот на физичката активност,
Јас, како оделенски наставник, го продолжам престој во Тошо Велков Пепето и рокометарите од ГРК Тиквеш, се договоривме, организиравме заедно со учениците од второ оделение да извршиме една интерактивна средба со тоа што ќе дадеме акцент на физичката активност. Нели, нашето здравје зависи од физичката активност. Сите ние би биле поздрави доколку ние сме физички активни и секако учениците да се запознаат со ракометарите, да почнат да играат ракомет, не само ракомет, и фудбал и други спортови кои што во Кавадарци имаме можност да ги тренираме. Знаат ли учениците дека нивната учителка е поранешна ракометарка? Да, знаат. Знаат, се гледаме на трибините во спортската сала Јасмин и веќе се запознаени со тоа. Јас сум така, поранешен ракометар и така. Љубовта кон ракометот си останува. Секако. Наша чест да дојдеме тука и да ги мотивираме младите деца да играат спорт, како било дали ракомет, дали фудбал, дали во кошарка. Затоа што Кавадарци е познат град по спортот последниве години и ни е мило да бидеме идоли на идните генерации. Така да ќе направиме се што е во наша можност и наша моќ да ги натераме да играат спорт. Знаете како вика тој, ако вие дојдете во Нигерија и со таа ваша боја, да не кажам, ќе видите вие магнет исто како што сум јас овде, така да. Наша најбитна утакмица е Алкалој дома. Сите мислат дека е Бутел таму, но ние се спремаме за победа против Алкалој, така да јас се надевам на 2 победи, на утакмицата со Алкалој и утакмицата со Бутел на гости. Сега нашите повредени се вратија, сите сме на број. Какви такви очекуваме да ги надиграме пред своја публика, нормално. Играме како што знаеме, како што треба. Што би им порачал ти на дечињата кога ракометот е го прашај пред се? Па сега го праша Оби кој е негов идол и мислам дека тој го даде најдобриот одговор. Бидете си сами своји идоли и верувајте во себе. Продолжуваме и со останатите информации од спортот. Предпоследни кола во македонскиот фудбал Тиквеш на гостувањето кај Шкупи ќе брка барем бод што ќе им гарантира опстанок. Во македонските фудбалски лиги викендов се играат предпоследните кола. Второлигашите утре ќе ги одиграат средбите од 29-тото коло, во кое се среќаваат Охрид Брегалница, Победа Кожув, Беласица Борец, Башкими Детонит, Саса Осогово, Новаци Скопје, Вардарски Варда Неготино и во дербито за првите 2 позиции Македонија Ѓорче Петров му гостува на Арсими. Надпреварите од 32-то коло во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат во недела. Дербито на колото ќе го одиграат Работнички и Вардар, а интересно треба да биде и на дуелот помеѓу Струга и Брера. Во борба за опстанокот Беса службено ќе добие бодови заради фактот што треба да игра со Воска, а и новиот шампион Шкендија службено ќе го добие дуелот со Гостивар. Силекс во Кратово ќе го нагости Пелистер, а ГФК Тиквеш го чека гостување кај Шкупи и ќе се обиде да освои барем бод кој ќе им гарантира опстанок. Третолигашите од групата Југ средбите од 25-тото коло ќе ги одиграат во недела, а во истото се среќаваат Младост Превалец, Росоман Бучин, Питогули Дреново, Венец Башкими, Големо Коњари Влазними. Во ова коло слободни се екипите на Ултрас и Слога Лажани. Тиквеш Голден Игала во последниот надпревар сезонава утре го пречекува Шкупи, почнуваат полуфиналните дуели кај мажите, а баскет кам кај девојките веќе обезбеди финале. Викендов ќе се одиграат првите полуфинални дуели во машката кошарка. Всушност, веќе денес екипите на МЗТ и Куманово ќе го одиграат нивното прво полуфинале, а утре во вториот полуфинален дуел ТФТ ќе го пречека Работнички. Во плей-аут фазата викендов ќе се одигра последното 6-то коло. Тиквеш Голден Игл веќе се обезбеди опстанок, а Вардар ќе игра во втората лига. Последното коло ќе ја разреши дилемата дали Шкупи или Гостивар и следната сезона ќе играат во елитата. Гостиварчани треба само да слават на гостувањето кај Вардар
и ќе се обезбедат опстанок, бидејќи во досегашните 4 меѓусебни дуели со Шкупи, 2 во регуларниот дел и 2 во плејаутот, Гостивар има подобра кош разлика во меѓусебните дуели. Утре сабота, со почеток од 19 часот, во Кавадарци, во последниот надпревар сезонава, ке гостува Шкупи. Кај девојките, Крива Паланка и Бадел ке играат мајсторка, а екипата на Баскет Кам веќе се обезбеди финале, откако 2 пати го совлада тимот на МЗТ. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен до засилен северен ветер. Попладне ќе има појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Температурата во интервал од 11 до 23 степени. Во следните денови времето ќе биде променливо облачно и посвежо со повремен локален дожд. Во деновите од викендот и во понеделник наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Тоа беа содржините во дневникот. Ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.